Иако градот е со наследени големи долгови, најдовме начин да вратиме добар дел од нив, но и реализиравме вистински проекти за Охрид. Веднаш започнавме со проектот за реконструкција на македонски просветители во центарот на градот, со што се направи целосно автентичен лик на центарот на Охрид. И нема да застанеме тука. За следната година, со буџетот кој што заедно го планиравме, предвидени се уште повеќе зафати во образованието, културата, спортот и екологијата. Уште повеќе инфраструктурни проекти во канализации, асфалтирање, поплочување. Комплетно да ја менуваме атмосферската канализација, да изградиме велосипедска патека, паркинзи, нови тротоари, како што доликува за Охрид. Проекти од заеднички интерес на сите. Би ги издвоил целосната реконструкција на улицата Гоце Делчев и реконструкцијата на плоштадот Чинар. Раководењето на Охрид не е само инфраструктура во градот и околните населени места, како улици и цевководи, што го сметам за редовна активност, туку и бара особено внимание за природата и културата, како нацрт закон за студенчишко блато, подготовка за прогласување на Охридското езеро за споменик на природата, дислокација на депонијата во Буково, изградба на прочистителни станици во селото Тарпејца, Љубаништа и Горни Домова Точево. Заедно ја спасивме најголемата манифестација Охридски пливачки маратон, која заради негрижа ќе згаснеше 6 децениската традиција. Затоа што Охрид мора да продолжи да ги чувствува промените. Охрид не е само град на езеро, не е само туристички центар. Охрид е душата на Македонија. Колевка на македонската историја и духовност. Охрид нема да застане да ги живее промените. Предизвикани со честна и одговорна работа. Кирил Пецаков е личност која што докажа дека е ценета од сите и така ќе продолжи. Следната година ќе почне градбата на плоштадот Крушевска република, капитален проект вреден 47 милиони денари, како и целосна реконструкција на улицата Гоце Делчев, проект тежок 36 милиони денари. Затоа што Охрид мора да продолжи по патеките на честното и ветеното, промените на дело.